Председателе, почитувани колеги пратеници, денес на дневен ред дојде и третиот кандидат за разрешување во оваа влада. Тоа е министерот без ресор задолжен за дијаспора Джемаил Чупи. И за овој министер нема многу што да се каже, и да го гуглате на Google нема многу да ви излезе од податок за тоа што сработил во изминатава една година, колку што имаше мандат така ревносно да се покаже, да ги покаже своите способности министерски, меѓутоа нема многу што да се види. Ова министерство е најверојатно тоа министерството што Алијанса веќе го доби еднаш, а од ДУИ рекоа дека им дале министерство за бурек, но сега Таравари при ова ново пазарење кажа дека не влегува во влада доколку добивал министерство повторно за бурек. Но ако останеше алтернатива во влада, повторно ќе го добие ова министерство. Затоа што ДУИ и СДСМ не ги даваат другите министерства. Даваат само вакви министерства без ресор или министерства без моќ и без пари. Поради тоа на Алијанса и ги даваат министерствата што беа од алтернатива, им го даваат Министерството за здравство, затоа што премиерот вината за смртта на пациентот од цистична фиброза му ја препише на министерот за здравство Сали, па сега ајде ќе го смениме министерот, исто како во тој скечот што е од К15, дај друго дете, дај друг министер сега. Им го даваат Министерството за правда, затоа што предходниот министер Тупанчевски го трампа на Пазар 3. Нели тој требаше да го среди правосудството и да го подигне процентот на доверба на граѓаните во правосудството од мизерните 8 што ги потонавте на мизерни 4% доверба. Им го даваат Министерството за информатичко општество и администрација, затоа што некој ќе треба да одговара за оваа хакирана држава, за хакираните институции, за пренатрупаната јавна партиска администрација. Ќе дојде време за одговарање, па некој ќе треба и таму да одговара. Зошто не им го дадовте, почитувани, Министерството за политички систем, каде што раководи вице-премиерот Артан Груби? А не, тоа не може. Затоа што тоа министерство има најголем буџет. Затоа што во ова министерство е вработена партиската војска на Артан Груби, која што не чека нас пратениците пред вратата на собранието да ни поставува нарачани прашања од страна на Артан Груби, кога ќе спомниме тука одговорницата за криминалите што ги прави Артан Груби. Затоа не го даваат ова министерство. Не го даваат ова министерство затоа што од ова министерство може да си купите деловен простор на улица Македонија од 127 метри квадратни во вредност од 500.000 евра. Затоа не ви го даваат ова министерство, почитувани од Алијанса. Понатак, зошто не ви го дадоа Министерството за финансии? И тоа не може. Затоа што таму се парите, почитувани колеги од Алијанса. Таму е државниот буџет од 5,3 милиарди евра. Каде што се парите, таму е и моќта. Затоа не ви го даваат ова министерство. Зошто не ви го дадоа Министерството за економија? Ни ова не може да го добиете. Затоа што овде, почитувани, се делат провизиите за концесиите што се издаваат за ископот на минералните суровини. Во ова министерство се издаваат или се местат субвенциите што требаше да се за печки на пелети. Од ова министерство, почитувани, може да си ја вработите најтесното семејство онаму каде што сакате. Затоа не добивате вакви министерства. Понатака, зошто не им го дадовте Министерството за транспорт и врски? Јас сум сигурен дека кој да беше кандидатот
Алијанса ќе беше подобар министер од овој сега што го имаме министер за транспорт и врски, кој што ништо не направи во овој негов мандат, каде што го раководи Министерството за транспорт и врски. Кој да понудевте вие, сигурно ќе беше подобар од овој. Затоа што во негово министерување сите инфраструктурни проекти се застанати или се закочени. Но не го даваат затоа што тука се провизиите за незавршените проекти. Тука се тие 200 милиони евра што не задолжија на сите нас со изговор дека тие биле потребни за да го завршат автопатот Кичево-Охрид, но ниту тие 200 милиони евра се видоа некаде, ниту од автопатот видовме нешто дека се помрдна реализацијата на истиот. Тука се во ова министерство се и паушалите и пазарењата за неизградените клинички центри во Скопје и во Штип. Затоа не ви го даваат и ова министерство. Затоа Алијанса предходно и за Алијанса предходно и за алтернатива беа резервирани овие министерства што ги спомнав погоре, а додека за овие сега што зборував не смеат ниту да помислат, а не да ги добијат. Затоа ќе добиваат министерства за бурек, како за ова денес што зборуваме, а во пракса или во суштина ова министерство треба да е многу значајно министерство и треба да е многу помоќно министерство, затоа што имаме најголема диаспора, која што во последниве 5 години се зголеми неколку пати, затоа што вие и тие што сакаа да останат во Република Македонија, во последниве 5 години масовно ги натеравте да се иселуваат и да стануваат дел од диаспората. Наместо да ги вратите младите, како што ветувавте пред да дојдите на власт, ако се сеќавате, пред влада остававте и кондури со порака дека кога ќе дојдите на власт ќе ги вратите младите во оваа држава, дека ќе создадите поволни услови за сите да се вратат што заминале во странство во диаспората. Вие после 5 години не само што не ги вративте младите во Република Македонија, туку и старите и младите ги натеравте масовно да се иселуваат, затоа што после 5 години има толку влошени услови за живот, толку неиздржливи услови за живот, што и да сакаат да останат, приморани се да се иселуваат од вашето криминално работење, како што сте трнати, како што е трната оваа влада, целата држава ќе ни ја направите диаспора. Затоа што, ви кажав, не создадовте услови за никој, ниту за млади, ниту за стари, ниту за никој во оваа држава. Ви благодарам.